еве сме повторно во студиото на Алфа телевизија, подготвени за вториот разговор, во кој што ќе можете и вие да ни се вклучите. Ќе побараме еден гледач да ни се вклучи во разговорот, а прво да си ја представам нашата утринска денешна гостинка. Таа е дипломиран биохемиски инженер на факултетот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, која во моментов е посветена на својата пасија, а тоа се растенијата. Стои позади профилот Sylphs Plants и Plants и позади страницата Ботанико, на која што секогаш споделува совети со своите следбеници околу тоа како да се одгледуваат растенијата. Бидејќи сега сме во сезона на пролет, каде што веќе почнати се подготовките за уредување на дворовите, па и за можеби купување на некои нови растенија, ќе ви дадеме интересни совети за сите вас влюбеници на убавите растенија. Силвана Стефановски е наша и ваша утринска гостинка. Таа воедно е и има напишано и книгата Приказна за моите 100 растенија. Еве оваа приказна и овој прирачник кој што јас го држам во рака, ќе има можност да си ги добие оној гледач кој што ќе ни се јави овде во студиото. Доколку имате можеби некое прашање за вашите растенија, за вашите цвеќиња кои што си ги одгледувате или во домот или надвор од домот во вашиот двор, слободно јавете ни се, ќе бидете вклучени во програма и ќе ги добиете овие интересен бележник и прирачник за одгледување на вашите растенија. Силвана, добро ти утро. Добро ни дојде во утринската програма. Приказна за моите 100 растенија. Како започна твојата приказна и од каде твојата љубов кон растенијата? Вака најпрво ќе морам да те коригирам за да не очекуваат гледачите книга. Ова е бележник како што напомена вториот пат, бележник за 100 растенија, односно тоа е илустриран бележник или водич за 100 растенија кои што некој ги има во својот дом или кој што ќе започне сега со одгледување на растенија, и тоа е на некој начин улеснителна околност за сите оние кои што започнуваат со растенија, каде можат да запишуваат одредени насоки за секој растение, како што се име, датум на купување, како да се одгледува, има посебни символи каде што ќе може да се означат сите параметри кои што му се потребни, значи светлина, колку треба да се наводнува, зашто како што напомена сите сега во овој период купуваат многу нови растенија, па знае кога ќе се купат повеќе растенија наеднаш, понатаму да се измешаат имињата, да не може да се најде со соодветни услови на интернет за нега на истите, па поради тоа нели овој водич е тука во едно. Така? Да, има илустрирани совети, но поради тоа како што кажа има и краток мал прирачник, да, кој што е со повеќе текст и е како на некаков начин патока за сите оние кои што започнуваат, затоа што има за сите услови кои што се потребни на едно растение, како да се задоволат од светлина, влажност во воздухот, наводнување, прилагодување на супстратот, бирање на големина на саксија. И така мислам дека ова е еден комплетен подарок за некој кој што би сакал да се занимава со одгледување на растенија или сега започнал, па ете јас му посакувам среќа на нешто ќе си го добие и слободно може да ми сконтактира, како што кажа, на Ботанико МК. Тоа е профил кој што е и на Инстаграм и на Фејсбук, така што достапна сум во секое време за сите следбеници, за да можат споделуваш совети секогаш за тие што те следат. Така се. Имаш над 1000 растенија. Да. Можам ли да те прашам кое ти е твоето најомилено растение или тоа е малку тешка работа? Па видете, кога има човек, јас секогаш кажувам, кога има мајка, нели, 2-3 деца, не може никогаш да одбере кој е омилено. Јас можам да кажам дека сум наклонета кон колекционирање на сукуленти и кактуси. Во последно време, последнава година, започнав со одгледување и на оние декоративни собни растенија кои што се нели поголема лисна површина, бидејќи сукулентите и кактусите се мали растенија кои што се споро растечки, ја задржуваат водата во листовите, па така имаат различни услови од оние растенија кои ги имаме во домот и ги имам внесено сега денес во студиото со мене, нели за да имаме една зелена слика, за тоа како еден почетник треба да нели да има некаков приказ во својот дом, и секогаш кажувам дека не треба да се внесува вештачко растение, затоа што има толку многу растенија кои што може да се прилагодат на условите во нашиот дом, така што немате потреба да внесувате вештачки растенија дома, бидејќи енергијата која што ја даваат живите растенија е поразлична од она нели што секако некој предмет кој што ќе го внесеме ја има. На твоите профили, како што споменавме, споделуваш искуства и совети до твоите следбеници. Кои се оние, рековме дека е веќе во пролетната сезона,
сакам да кажам кои се најчесто да те прашам кои се најчесто поставувани прашања од твоите следбеници. Што најмногу ги интересира? Сега не знам дали имаме можеби гледач на линија? Нема уште, добро. Па вака, бидејќи сега е период на нели активна сезона на раст и развој на растенијата, можеме да кажеме дека тие многу повеќе се развиваат и забрзано може да се видат промени на листовите, значи развој на нови изданоци и така натаму, па многу често знаат да ме прашуваат со каква прихрана да ги прихрануваат растенијата овој период, или затоа што нели станува потопло времето, па има многу инсекти, што да ги третираат инсектите на нивните растенија, затоа што знаеме дека ние имаме многу овошни култури и насади кои што самите по себе привлекуваат инсекти кои што се дел од живата природа, па нормално е. Така што ќе напоменам дека превентивното заштитување на растенијата во овој период од годината со нетоксични препарати како што се ним маслото, кој што може да се најде во одредени продажни места каде што има за хортикултура и така натаму, може да се користи превентивно, но и некои домашни пестициди кои што немаат хемикалија, кои што може да се подготват како вода и сјај, чисто пребришување на листовите за истите нели понатаму растенија да немаат проблем со инсекти и да ние нели немаме заболување на целата колекција, што може фатално да заврши доколку навремено не се детектира проблемот кој што го имаат растенијата. Од режија ни јавуваат дека веќе го имаме првиот гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Вие сте добитник еве на оваа убава приказна за моите 100 растенија, прирачник и бележник. Имате ли можеби некое прашање до нашата гостинка? За него со Роберт сакам да зборам. Вие не знам, не ја имате изгледа погрешено телевизијата, значи ние зборуваме за растенија. Бараме гледач кој што ќе ни се јави и кој што ќе ни постави прашање до нашата гостинка Силвана. Значи зборуваме за одгледување на растенија во овој пролетен период во домашни услови и надвор, значи во дворовите. Доколку има некој кој што сака да постави прашање до нашата гостинка Силвана, слободно нека се јави и ќе ја доделиме овој прирачник и бележник за одгледување на вашите растенија, бидејќи има навистина интересни совети. Силвана, кажавме кои се најчесто поставување на прашања, кои се можеби оние грешки кога ги правиме при купување на некое ново растение? Или подобро прашање би било можеби кои совети би ги исподелила со нашите гледачи кога купуваат некое ново растение во домашни услови? Така, значи, кога се купува ново растение, прво морам да напоменам дека треба да се информираме добро за условите кои што тоа растение значи има потреба да му бидат задоволени, затоа што ние сме оние кои што треба да се прилагодиме на растенијата и секако секое растение си има индивидуални потреби во однос на светлина, наводнување и така натаму. Како еве еден општ совет кој што би го дала на сите гледачи е да внимаваат секогаш кога купуваат растенија да ги ставаат во изолација, односно некаде на страна, не директно во нивната колекција, затоа што многу често истите можат и знаат да бидат заболени, не по вина на продавачите, туку поради тоа што кога стигнуваат пратки во увоз, нели нормално е тоа ако има некоја сузбиена болест или сузбиен некои инсекти кои што не биле размножени, понатаму кога имаат оптимална средина да се размножат и не дај Боже да ја заболат целата колекција, затоа е добро растенијата кои што ќе ги внесеме да ги надгледуваме одреден период и дури откако ќе сме сигурни дека се во добра состојба да ги внесеме помеѓу останатите растенија, нели се со цел да избегнеме проблеми и да треба после да третираме 50 растенија наместо 2 растенија. Така. Од режија ни јавуваат повторно дека имаме гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Повелете, дали имате прашање некоја до нашата гостинка? Зборуваме за одгледување на Повелете. Сакам да прашам за орхидеите. Што конкретно за орхидеите? Вака, најмногу ги сакам орхидеите и кога ќе купам дома да ги чувам, значи ги ставам нели на не директно на светлина на сонце, на одредена нели температура во соба ми се сушат. Добра. Вака Само да ви кажам, додека сте се уште на линија, оставете ги вашите податоци во режија и вие сте добитник на овие корисни совети, на овие две книги, прирачник и бележник, во кои што имате корисни совети, сигурно има нешто и за орхидеите внатре, предпоставувам? Не, внатре ова е општо, значи има насоки за одгледување на растенија, но на госпогата ќе одговорам и се надевам дека доколку е во можност на Facebook профилот Sylv Splends имам видео за тоа како може да се спаси една
орхидеја која што е во фаза на уништување. Конкретно кога се купуваат орхидеи, бидејќи се навистина атрактивни за љубителите на растенија, морам да напоменам дека е важно не да го гледаат само цветот на растението, туку да гледаат во каква состојба е коренот. Доколку корените се зелени, независно дали растението е во добар цвет или е во фаза на цветење или дури да нема цвет, растението значи дека е здраво, кога има добар коренов систем и дека тоа ќе се развива правилно понатаму. Доколку купите растение кое што има уништени корени, не можете да очекувате дека истото понатаму ќе се развива, бидејќи кореновиот систем на растението е како срцето кај човекот. Доколку нема здрав корен, нема воопшто да функционира. Тој е витален орган и не може да ги црпи хранливите материи од супстратот. Како да го знаеме тоа кога го корените се купуваме зелени или сива боја. Сива боја означува дека корените не се доволно наводенети, односно треба да се стави вода и тоа е индикатор кој што треба да го следат луѓето кои што одгледуваат орхидеи и во зависност од тоа каква боја е коренот се додава вода. Значи не се додава според оние прописи еднаш неделно, еднаш во 2 недели, бидејќи сите ние имаме различна температура во домот, па и нели зависно сезоната температурата се менува, некогаш има почесто потреба од вода, некогаш поретко. Затоа најважно е да се гледа коренот. Коренот е секогаш кај здравата орхидеја задебелен, со убава зелена или сива боја и секогаш во оние прозирни сакси убаво се идентификува. Доколку не можат да го видат коренот, подобро е да земат орхидеја која што не е расцветана, но со добар коренов систем, отколку орхидеја во цвет, но со сув коренов систем, кој што понатаму ги прави сите проблеми. А друга грешка која што се прави кај орхидеите е при наводнувањето. Треба многу да се внимава да не се стави вода во круната, тоа е местото каде што се спојуваат листовите. Затоа што тогаш доаѓа до скапување, поради тоа што се задржува водата во тој дел каде што се главните листови, каде што излегуваат и многу брзо растението започнува да добива некоја фунгална болест која што доведува до скапување на целото растение. Кои се најлесни растенија за чување во домашни услови? Па зависно што можеби не бараат толку многу и светлина и така. Во текот на периодот додека го имам профилот, се соочив со различни коментари од типот на лесни растенија во домот. Ќе кажам дека моментот е со тоа како ќе започнете, односно со кое растение ќе ви тргне. Доколку генерализираме, секако дека ќе кажеме дека спатифилумот, замијата, сансеверија и така натаму се лесни растенија за одгледување, бидејќи самата замија и спатифилумот не сакаат воопшто многу индиректна светлина, може да се ставаат и нели во канцелариски простори каде што нема доволно светлина, но има и друг дел на растенија кои што да кажеме љубителите на растенија ги наоѓаат како лесни за одгледување и да кажам и самиот филодендрон кој што го имам донесено денес, иако изгледа навидум како доста комплицирано растение, дури да го ставите на умерена индиректна сончева светлина нема да има проблем и листовите правилно ќе се развиваат, само нема да имаат огромна големина, тоа што големината е условена со интензитет на светлина, значи право пропорционално, така што и самата монстера делициоса, па и другите филодендрони не се воопшто комплицирани, дури и за сега, освен оние поретки видови кои што имаат посебни услови за нега, но поради тоа нели напоменавме дека мораме да внимаваме кое растение го внесуваме дома, дали имаме услови за истото, а доколку читаме и доколку се информираме, нема да имаме проблем со ниту едно растение. Така е. Имаме уште само неколку минутки до крајот на нашиот разговор. Сакам да го споменеме настанот кој што ќе се случува во мај, размена на растенија. Така, на 7 мај во Дебар Мало, во Локал 45, имам настан организирано за размена на растенија, така што ги поканувам сите љубители кои што би сакале да донесат растенија кои што ги имаат размножено во домот или еве доколку сакаат сега да започнат со размножување, имаат се уште време, јас имам инструкции како да се направи размножувањето на мојот Инстаграм профил, значи на местото каде што е споделен настанот и на самиот Facebook профил. Ги поканувам сите од 12 часот да дојдат да се дружиме, да разменуваме растенија и искуства и секако да ги збогатиме нашите колекции и нашите зелени пријателства. Така Тоа е многу важно. Силвана, благодарам за гостувањето во нашата емисија. Благодарам и вам. Толку ни беше времето Да, предвидено. секогаш е прекратко. Секогаш е кратко, меѓутоа тука си и ќе имаме можност повторно да се дружиме, да те викнеме повторно овде во студиото и да разменуваме некои совети, можеби еве да се договориме за еден тип на растение да зборуваме, бидејќи навистина ова е голема тема, и не можеме се да завршиме во 15 до 20 минути. Благодарност уште еднаш до тебе за тоа што беше ова утро заедно со нас.